Адитив е името на последната голема акција на обвинителството која деновиве го привлекува вниманието на јавност. Станува збор за организирана група, добро организирана група на високи представници на компанијата и лица кои што управуваат со други правни субјекти кои што се здружиле и направиле и за кои што постои основано сомневање дека направиле криминал од прилика 6,5 милиони евра. Компанијата на која мисли премиерот е државната Електранина Северна Македонија. А под група се мисли на 23 лица против кои се води истрага за повеќе кривични дела, вклучувајќи злоупотреба на службената должност на постапката за јавен повик за перење на пари. Тоа што не е толку познато во јавноста е дека случајот потекна од новинарска сторија. И тоа сторија која можело да се наплати добро, ако не била објавена. Мене ми рече, па добро, ајде направи некоја фирма. И викам, каква фирма? Тој вика, направи фирма со која би аплицирал на тендер во град Скопје. Како новинарите открија дека државните електрани платиле цена за адитиви која е 4 пати повисока од пазарната, на што се спремни засегнатите, кога некоја информација не треба да го види светлото на денот. Маја Јовановска и Бојан Стојановски се новинари со повеќе годишно искуство. Дел се од тимот на истражувачката репортерска лабораторија, или скратено ИРЛ. Кон крајот на февруари годинава, ИРЛ го објавува првиот текст за сомнителна сделка во електрани. Истражувањето започнало како редовна новинарска проверка на јавни набавки. Црвениот аларм го вклучил податокот дека на 2 тендера за адитиви на ЕСМ, кои заедно тежат 6,5 милиони евра, се јавила само една фирма. А фирмата, Brain Code, непосредно пред да го добие тендерот ја сменила дејноста, од набавка на канцелариски материјали во трговија на хемиски производи. За собственичката откриле дека е службеничка во Пошта на Северна Македонија. Првото истражување беше само која е фирмата што го добила тендерот, начинот на кој го добила, дека била еден понудувач оваа Brain Code, фактички била фаворизирана за да го добие, да не речам наместен, тежок збор е наместен тендерот, меѓутоа се течело за тоа фирмата Brain Code да ги добие овие милионски тендери. Дополнителен сомнеж кај новинарите предизвикуваат околностите што фирмата нема вработени, што ЕСМ досега никогаш не купувала адитив за котлите во рек Битола и ТЕЦ Осломеј, но и тоа што тендерските услови биле полабави од вообичаените. Сепак, собственичката на фирмата и вработена во Пошта им дава објаснување како нашла пари да го набави скапиот адитив, кој потоа го продала на ЕСМ. Средствата за набавка на адитивот ги обезбедивме по различни основи, дел од сопствените приходи, дел од кредитите во комерцијалните банки и со договори за одложено плаќање со добавувачите. По ваквиот став, тимот новинари на ИРЛ се обидува да добие понуда за истиот адитив од истата фирма од Италија, од каде увезува Brain Code и им продава на електрани. Им помага партнерска организација од Италија и на крај добиваат понуда од италијански Aquaflex од Милано. Цената за адитивот РПТ 601 е околу 5 евра за килограм. Цената по која фирмата на службеничката од Пошта му продавала на ЕСМ е речиси 4 пати повисока, 18,5 евра за килограм. За адитивот РПТ 602 пак, новинарите добиле цена од околу 5,6 евра за килограм, а ЕСМ преку Brain Code го купувале 3 пати поскапо, за 16,3 евра по килограм. Врските, конекциите на Маја Јорданова водеа кон првите луѓе во фирмите, државните компании за струја, директно кон директорот на ТЕЦ Неготино, Небојша Стојановиќ, како и првите луѓе на АДСМ, Васко Стефанов и Данчо Стојановски. Во истражувањето од витално значење за новинарите била помошта што ја добиле од укажувач. Како што вели Стојановски, на тој начин добиле појасна слика во која насока треба да се прават дополнителните истражувања и проверки. Беше многу важна помош која не истрасира како да бараме, што да бараме и можеби да не насочи кои се луѓето кои овозможуваат вакви милионски тендери да имаат пристап на релативно непознати луѓе како Маја Јорданова, која, да речеме, незина
примарна работа е во служба во пошта, без да ја потценам, без никакво искуство претходно во некаков си хемиски бизнис кој би дало знаење и предзнаење за да аплицира во оваа постапка. 10 месеци по првата сторија, речиси идентичен наратив користи јавното обвинителство, кое отвори истражна постапка против 23 лица. Ги сомничи дека меѓусебно се договарале да ги изиграат постапките за набавка на адитив за јаглен за потребите на акционерското друштво Електрани на Северна Македонија, подружница Рек Битола и подружница Рек Осломеј, против формирање на згура, троска, при согорување на јаглен во котел, адитив RPT 601, 190.000 килограми за потребите на Рек Битола и 120.000 килограми адитиви RPT 602 за потребите на Рек Осломеј и да се стекнат со имотна корист од големи размери во вкупен износ од околу 6,5 милиони евра. од обвинителството не соопштија уште многу детали, но кажаа дека дел од осомничените, со намера да го прикријат движењето на парите, извршиле пренос или подигнале готовина во вкупен износ од околу 6,7 милиони евра. Малку повеќе детали соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Она кое што е набавено во ТЕЦ Осломеј ни 1% не е потрошено, односно 0% од адитивите се ставени во функција, а во рамки на другото правно лице, мислам дека беше Рек Битола, 95% од адитивите не се ставени во функција. И според математиките на МВР, штетата на буџетот на државата е околу 6,5 милиони евра. Но додава Тошковски, сумата може да расте. Постојат основани сомненија дека ова што е набавувано како во вредност на злато, а при тоа не е употребено во 95% да речеме од ситуациите, тие 5% кога било употребено, сторило дополнителна штета на блоковите. Од ќарот од бизнисот со адитивите можеле да се офајдат и новинарите автори на сторијата. Во обид да се прикрие случајот, сега веќе поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, кој заедно со неговиот татко, брат и сопруга се дел од листата осомничени во случајот адитив, понудил енормна сума пари за сториите на ИРЛ, никогаш да не го видат светлото на денот. Почна со некои пријателски понуди, почна да не прашува а вие како се финансирате како ИРЛ. Ние му рековме дека ние сме непрофитен медиум и дека не имаме реклами. Прашањата потоа одеа, а како можам јас да ви помогнам во другите истражувања, многу почитувам истражувачко новинарство. И откако виде дека понудите не важат, почна да лицитира со одредени суми, дека има фирма, може да исплати консултантски услуги. Намаса не била само паричната понуда, туку и лукративна сделка. Мене ми рече, па добро, ајде направи некоја фирма. Викам, каква фирма? Па вика, направи фирма со која би аплицирал на тендер во град Скопје. И јас, како му реков, како да направам фирма, зашто би аплицирал? Кој производ би го продал? Па еве зашто сакаш? Кажи ми каква фирма сакаш да направиш, таква фирма направи и ќе добиеш тендер од град Скопје. По сториите, предмети под допрен глас отвориле Битолското и Кичевското основно обвинителство. Причината, затоа што Рек Битола и ТЕЦ Осломеј се на територијата која тие ја покриваат. Откако се утврдил сомнеж за делото перење на пари, предметот завршува во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Мислам дека обвинителството овој пат речиси имаше, ајде така се изразам, новинарски речиси готово обвинение и ми ја улеснивме работата на обвинителите и ми е драго ако е така и ако можеме да помогнеме не само ние и сите медиуми кои пишуваат за одредени злоупотреби. Од вкупно 23 осомничени, 9 лица добија мерка притвор, меѓу кои се поранешниот генерален директор на СМ Васко Стефанов, поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ и поранешниот директор на Рек Битола Пеце Матевски. Други мерки за предпазливост, како одземање пасош или обврска да се јавуваат во суд, се изречени за 13 лица. Единствениот кој е недостапен за обвинителството е поранешниот генерален директор на СМ Васко Ковачевски.